Елегантен накид по поголемни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Здраво сите доробате во последната епизода од оваа сезона на Юскет. Денес ќе обработиме случај што сака да обработиме долго време. Тоа е случајот на О.Џ. Симпсон, односно убиството на Никол Браун и Роналд Голдман. Така, овој случај е многу познат во Америка, а за тие што не го знаете, мислам дека можеме да почнеме веднаш. Во 12:10 часот на 13 јуни 1994 година, телата на Никол Браун Симпсон и Роналд Голдман беа пронајдени од дваца соседи кои таму гледнала куќето на Никол. Тие беа пронајдени пред резиденцијата на Никол во Брентвуд, избодени до смрт. Сомневајќи се дека Никол и Роналд биле убиени од поранешниот сопруг на Никол, детективите на местото на настана направиле временска рамка од како детално го разгледале случајот. На 12 јуни во 18:30 часот, Никол, нејзините деца и други пристигнаа на вечера во ресторанот Мезелуна. Во 21:15 часот, сестрата на Никол се јавила во Мезелуна за да ги свести дека мајка ги оставила чилера таму, а Роналд отишол да ги земе. Од 21 до 21:30 часот, Брајан Като Келин и О.Џ. Симпсон, поранешниот сопруг на Никол, отидоа на вечера во Макдоналдс. Во 21 часот и 45 минути се вратиле дома, во домот на Симпсон, бидејќи Келин во тој момент престојувал во неговата куќа за гости. Од 21:48 часот до 21:50, Роналд ја напушти Мезелуна со чувата на мајката на Никол во плик. Од 22:15 часот, соседот на Никол пријавил дека слушнал куќи што лае. Се теоретизираше дека овие лања биле предизвикани од сведоци на убиствата. Во 22:15 часот, Алан Парк, водачот на лимузината во Симпсон, пристигнал во неговата куќа бидејќи Симпсон бил закажан за 23:45 часот лет. Во 22:50 часот Келин слушнал 3 силни удари на дворешниот зид од гостинската куќа. Од 22:40 до 22:55 Парк постојано звонил на домофонот на Симпсон, но немаше одговор. Непосредно пред 23 часот, тој догледал сенка на човек како поминува низ патеката. Фигурата беше опишана дека е висока 1,85 м и тешко околу 85 кг. Во 23 часот Парк повторно звонеше добивајќи одговор овој пат, дека Симпсон преспал и само што излегол од туширање. Во 23:45 часот Симпсон замина на летот за Чикаго, а телата беа пронајдени во 12:10 часот. Деловите од доказите пронајдени на местото на злоустрството вклучуваат крвава ракавица, плетена капа и крвав отпечаток. Откако Симпсон слетен од детективот Рон Филипс му се јавил за да го извести дека неговата поранешна сопруга е мртва, а неговиот прв одговор бил кој ја убил. Така, значи, ова беше целата временска рамка на случајот од самиот почеток до крајот и до пронаоѓањето на нивните тела. Со други зборови, нели, тогаш тие кога биле убиени, прв сведок што се вика бил куќето на Никол, кој што почнало да лае и ги алармирало соседите дека нешто не е во ред. Кога соседите пристигнале, ги виделе мртвите тела на Никол Браун и Роналд Голдман. Подоцна, нели, Симпсон, кога му се јавиле, тој не прашал ништо друго, туку најнаш рекол кој ја уби Никол. Значи, кога му рекле дека вашата поранешна сопруга е мртва, тој само рекол кој ја уби и тоа според мене многу чудно, нели? Тоа овде можеме да го ставиме, нели, првото сомнение кон О.Џ. Симпсон. Ако не знаете, О.Џ. Симпсон е поранешен рагби играч и според првин по тоа, нели, со тоа изгради својата популарност, а подоцна, нели, изгради својата озлогласеност токму поради овој случај. И можеме да продолжиме со читање. Симпсон беше испрашуван 3 часа и пуштен на слобода, но на 17 јуни беше обвинет за 2 убиства. Тој одбил да се предаде и бил прогласен за бегалец, а потоа ја предводил полицијата во бркотница со автомобили, со неговиот пријател Ал Каулингс, управувајќи го неговиот Форд Бронко. Каулингс подоцна ќе изјави дека причината поради која не застанал е затоа што Симпсон држал пиштол во сопствената глава. Значи, така, ова што прочитаме таа многу позната трка, значи полицијата го бркава Симпсон, многу долго траеше таа бркотница, што се вели помеѓу полицијата и Симпсон, ама сепак водачот бил неговиот пријател Ал Каулингс и наводно О.Џ. Симпсон му рекол вози, некој ќе се пукнал главата. И овој Ал Каулингс морал да вози и исто така ќе оставам линк од видеото на бркотницата помеѓу полицијата и О.Џ. Симпсон во дескрипцијата.
За време на потерата, телефонски повик помеѓу Симпсон и детективот за убиства Том Ланч го сними Симпсон како вели дека, цитирам, тој беше единственото што ја заслужуваше. Тој ќе биде повреден. Се што направи беше што ја сакаше Никол. Се што направи беше да ја сака. Кога потерата на крајот завршила, а Симпсон се предал во 25.000 часот, полицијата пронашла шминки, лажни мустаки, пасаш и пиштол во автомобилот на Симпсон. Пронајдоа и белешка за самоубиство од него на која пишуваше, цитирам, прво сите нека разберат, немам никаква врска со убиството на Никол. Ја сакам и ќе ја сакам. О.Џ. Симпсон беше прво осомничениот од јасни причини. Најзначајно претходен контакт со Никол, бегство од полицијата, докази за ДНК против него и претходни пресуди за злоупотреба на брачниот другар, односно пресуда за насилство на брачниот другар. Така, значи, нели, кога се јавија полицијата, О.Џ. Симпсон наводно рекол дека тој јас не ја се што правев ја сакав, се што правев беше тоа што сакав и се уште ќе сакам Никол без разлика што е мртва. Значи, тука не гледам некој мотив зашто О.Џ. Симпсон би ја убил, но сепак мора да продолжиме за да ги согледаме сите факти. Симпсон беше прогласен за невин по помалку од 4 часа испрашување. На суд одбраната тврдеше дека расата играва фактор во случајот и дека бел детектив е додаден за случајот работа на тоа Симпсон, кој бил црнец, да се појави виновен. Заменик окружниот обвинител Кристофер Дарден беше цитиран како рече дека, цитирам, аргументот ќе направи една работа, ќе ги вознемери црните поротници, ќе каже на чија страна сте човекот или брќата. Подоцна луѓето ќе тврдат дека само поради тоа што поголемиот дел од поротата беа црнци, Симпсон беше прогласен за невин. Значи расизмот масе игра улога во овој случај, дека биле црнци и повеќето од поротата, демек за тоа се бил ослободен О.Џ. Симпсон, а не затоа што стварно бил невин. Понасле Симпсон го загуби граѓанскиот случај за смртта на Никол Браун Симпсон и Роналд Голдман, а породата им додели на нивните семејства 33,5 милиони долари и казнена оштета. На 16 септември 2007 година Симпсон беше поврзан со грабеж во Лас Вегас и беше прогласен за виновен за вооружен грабеж и киднапирање. Тој беше осуден на 33 години затвор, но беше ослободен на 1 октомври 2017 година. Порочиштата за условно ослободување. Тоа одлежа речиси 9 години затвор. Така да пред да влеземе во теориите, морам да кажам дека овој случај е многу специфичен, многу има некои детали што многу лесно би можели да биде така и да не биде така. Исто така морам да кажам дека полицијата, LAPD, Лос Анџелес PD, веќе 100 пати споменавме во Арискат дека тие биле корумпирани, не се вршеле својата работа, па Лос Анџелес PD ќе споменуваме и во овие теории, а кога ги споменуваме нив, морам да кажам дека воопшто не сум задоволен од нив во овие случаи што ги обработувавме, па можеме да влеземе во теориите. Мојата прва теорија е дека О.Џ. Симпсон ги уби Никол Браун Симпсон и Роналд Голдман. За време на убиството на Никол и Симпсон поменувале низ кавги, а таа и Роналд наводно се зближиле. Се шпекулираше дека ова е мотив за Симпсон да ги убие двацата. Симпсон претходно беше обвинен за злоупотреба на брачниот другар против Никол, што резултираше со 9 полициски посети во нивниот дом. Ако убиството се случило околу 22:15 часот, тоа би му дало доволно време на Симпсон да се врати во својот дом и да рачисти пред додив кај свој воzač на лимузина во 23 часот. Крвта пронајдена на ракавицата на местото на заустрството се совпаѓа со неговата, како и со крвта на Никол и Роналд. Ракавицата исто така се сопаѓаше со друга пронајдена на името на Симпсон за дегустерската куќа и каде што Брайан Келинг ги слушал ударите. И двете ракавици беа обоени со иста крв. И на името на Симпсон е продаден чорап кој бил извлакан со крвта на Никол. Имаше и крв на неговиот пат, а крвавиот отпечаток пронајден на местото на заустрството одговараше на големината и ѓонот на еден пар чевли што Симпсон ги поседуваше во тоа време, иако чевлите никош не беа пронајдени. Исто така, шапката пронајдена на местото на заустрството преку анализа на вакна на FBI ја содржува косата на Симпсон. Значи, кога ќе ги согледаме овие сите факти што ги кажав, ќе си речете, еве, сите можни докази ги биле пронајдени што би го виделе О.Џ. Симпсон, но сепак затоа реков нели има многу зафркнати детали што би можеле да речат дека некој друг е убиецот или пак воопшто да го негираат О.Џ. Симпсон како убиец. Во 2006 година Симпсон објави книга со наслов "Ако јас ја убив Никол", хипотетички приказ за убиството доколку тој ги извршил. Сепак, доказите во случајот беа погрешно изнесени од страна на форензичкиот тим, а тимот за Симпсон го привлече вниманието на ова на крајот сугерирајќи дека местото на заустрството било контаминирано. Одбраната имплицираше дека трката може да играа фактор, тие тврдат дека местото на заустрството може би било променето од Марк Фурман, детектив на LAPD.
Фурман бил снимен како користи расни навреди повеќе 40 пати во една седмица и тој бил првиот во името на Симпсон по убиствата. Фурман сам ја открил ракавицата, што ја навел одбраната да теоретизира дека тој можеби ја подметнал ракавицата. Значи повторно додавме до Лос Анџелес PD, односно овој офицеров Марк Фурман, тој бил детектив, значи тој бил детектив и тој бил прв на местото на злосторството. И кога сте први на таква нешто, први на таква работа, кој знае што би можеле да направите, поготово кога сте од LAPD. Значи, одбраната на О.Џ. Симпсон теоретизирала дека овој Марк Фурман менувал, значи, се играл со доказите на некој начин и направил, што направил за да О.Џ. Симпсон изгледа како убиецот. Дополнително, пронајдените ракавици не одговара на Симпсон, иако тоа може да се должи на фактот дека ракавиците биле замрзнати и одмрзнати во многу различни времења, што веројатно довело до собирање. Така, значи, има познатата слика каде што О.Џ. Симпсон ги наметнува ракавиците и вака прави. Таа слика многу добро ја знам и сега се вери дека ракавицата била не одговарала на Симпсон, односно била пократка. Но сепак тоа може да се должи на фактот дека ракавиците биле многу пати замрзнувани и одмрзнувани, што би можело да доведе до собирање на ракавиците и затоа му биле кратки. Сепак останува да видиме. Така, значи сега можеме да влеземе во втората теорија. Втората теорија е дека Глен Роџерс ги уби Никол Браун Симпсон и Роналд Голдман. Оваа теорија беше популаризирана неговиот брат Клеј Роџерс. Клеј Роџерс тврдел дека додека бил на смртна казна, Роџерс ги признал нивните убиства. Роџерс исто така очигледно бил ангажиран на Симпсон да ја украде пар уметки на Никол, но било кажано, цитирам, да ја убие ако му попречи. Сепак Роџерс можеби отслужувал казна во затвор за време на убиствата. Толку оваа теорија, ова е многу кратка теорија, тоа беше втората теорија дека некој си Глен Роџерс, односно тој бил криминалец, дека тој ги уби Никол Симпсон и Роналд Голдман. Оваа теорија била изнесена од неговиот брат Клеј Роџерс и Клеј Роџерс тврдел дека брат му признал дека тој ги убил, признал исто така дека О.Џ. Симпсон му наредил да влезе и да ја ограби Никол заради некоја причина и тогаш тој му рекол да ја убие Никол ако некако му попречи во кражбата. Овде не наоѓам некој мотив, не наоѓам причина зашто О.Џ. Симпсон би пратил некој криминалец за да го оплечка домот на Никол. И можеме со ова да влеземе во третата теорија. Третата теорија е дека Джейсон Симпсон, син на О.Џ. Симпсон, ги убил Никол Браун Симпсон и Роналд Голдман. Оваа теорија ја направи Бил Дер, приметен истражувач, во својата книга О.Џ. е невин и може да го докаже шокантната вистина за убиствата на Никол Браун Симпсон и Роналд Голдман. Во времето на убиствата, Симпсон го нападнал својот поранешен шеф со нож и бил на условна казна. Ја нападнал и поранешната девојка Дженифер Грин. Друга поранешна девојка тврдела дека Симпсон се накоти и го искршил грбот, откако ја фрлил во када и ја отсекал коската со нож. Дер, додека се представуваше како доктор во болницата Севар Синај, наводно незаконски набавил копија од медицинските досија на Симпсон. Во овие записи наводно се вели дека на Симпсон му било диагностицирано нарушување на бесот, исто така познато како интермитентно експлозивно расстройство или IED, и дека во моментот на убиствата Симпсон престанал да зема своите пропишани лекови. Меѓутоа, во времето на убиствата, Симпсон рече дека работи во ресторан, а неговата временска рамка го поддржува тоа. Дер теоретизираше дека бидејќи картичката била рачно напишана, можела да биде напишана по извршувањето на убиството и дека е сомнително затоа што таа вечер целосно функционирала машината за електронски временски картички. Дер исто така тврдеше дека има слики на Симпсон кој носи слична плетена капа како она најдена на местото на злосторството, иако оваа слика се чини дека не постоела по убиството. Така, значи, со ова се завршува третата и последна теорија. Овде се теоретизира дека Джейсон Симпсон, синот на О.Џ. Симпсон, ја убил Никол Браун Симпсон и Роналд Голдман. Оваа теорија ја направил, значи, овој истражувачот Бил Дер, тој дури напишал книга, собрал докази, многу докази, собрал дека О.Џ. не бил убиецот и ја насвоил таа книга. Можам да докажам дека О.Џ. е невин и ова е вистината за убиството на Никол Голдман. И во таа книгата се набавува дека тој некако влево незаконски во болницата и набавил документи каде што пишувало дека синот на О.Џ. Симпсон бил психички расстроен и дека имал болест во тој период на убиството и дека не ги земал своите лекови. Значи ова би можело да допринесе тој заради некоја причина да ги убие Никол Голдман, но сепак овде ни фали мотив. Така, оваа теорија не е мотив.
Во времето на убиствата, синот на О'Џи Симпсон рекол дека работел во ресторан и во тој ресторан се давале картички за работното време, од тогаш до тогаш работел. И кога овој го истражувал, овој Симпсон рекол дека има хартиена картичка и на незе со рачно напишено времето. И дер тогаш си рекол зашто вака машината за картичка работела, а овој Джейсон Симпсон ми напишал тоа рачно. Значи од тука може да се рече дека нели откако го изврши убиството, го напишал времето рачно и после ако го прашат ти рече ева мојата картичка, за тоа време јас бев во ресторанот. Тоа е многу сумнително што се работи за оваа теорија. И исто така капата на се рачно наплетена капа на синот на О'Џи Симпсон била најдена, тој иначе ја поседувал таа капа и истата капа била најдена на местото на заострството. И сега мислам дека можеме да затвориме овој случај. Ова е многу голем случај. Јас ги наберав само најбитните податоци во оваа содржина, ги наведов само битните информации. Овој случај е многу голем. Исто така морам да кажам дека ова е една од непознатите нерешени злостварства што се случиле во САД. О'Џи Симпсон е многу звукосен кога се работи на интернет за вакви шпекулации кога се работи. Сите би кажале дека О'Џи Симпсон ја убил својата сопруга, но официјално не може да се докаже, нели? И на официјалното негово судење за овој случај тој искочил невин. Што се однесува на мене, мислам дека во овој случај не можам и нема да кажам за што мислам дека кој е убил. Сепак ќе оставиме овој случај да се биде како што го прочитавме. И мислам дека морам да кажам пријатно и се гледаме во следната сезона од Are You Scared?